Добре дојдовте назад во Дигитална стоматологија, единствениот подкаст посветен на стоматологијата во Македонија и во регионот. Тука опфаќаме теми поврзани со дигитализацијата во целиот сектор, што е многу битна како за нас пациентите, така и за луѓето од фелата, односно за стоматолозите, бидејќи за нас битно е да знаеме што треба да побараме кога ќе влеземе во 21 век во една стоматолошка ординација, а за докторите да знаат како може да им се, барем оние кои не знаат, да знаат како им се олеснува животот, како им се отвораат вратите за повеќе пациенти, како нивните пациенти да бидат позадоволни и така натаму. Токму затоа повторно и велам добре дојде на докторката Деспина Величковска. Добро ве најдов. И за прв пат во нашиот подкаст на доктор Мартин Крмзов. Добре дојдовте. Добро ве најдов. Спремни сме за уште една интересна емисија? Секогаш. Ето така. Значи, денеска темата на оваа епизода е дигитално водена имплантологија. Значи, тука конкретно ќе се фокусираме на дигиталната имплантологија. Доктор Крмзов е експерт во тоа поле. И тука би сакал прво да почнам еве за оние кои не разбираат, како за обичниот пациент, да кажеме. Ајде прво, што е имплантологија? Да разјасниме. Вака, значи имплантологија е дел од стоматологија кај што се надоместуваат изгубените заби. Практично кажано наједноставно со штраф кој го имитира коренот на природниот заб. Потоа врз тој штраф се навртува коронката, која нели естетски ние гледаме во устната празнина. У принцип се работи со биокомпатибилни материјали кои имаат нели тенденција да се спојат практично кажано со коската, да се интегрираат. Так. И ни даваат стабилност и можност за нели функционално и естетско надополнување на изгубените заби. Така. Во однос на тоа, затоа што повеќе пати имаме ние зборувано, да речеме конкретно за коронки и такви работи, меѓутоа никогаш за целата област како целина. Нели, убаво да разјасниме за сите што е тоа, мислам, нормално не за вас од фелата. Ајде да видиме какви импланти постојат на пазарот. Сега, значи има повеќе видови на импланти, има многу производители, сите за себе си се различни, самиот дизајн на имплант е различен, конекцијата на имплантот со коронката, со супраструктурата, имаме конични, хексагонални конекции, импланти до ниво на гингива, до ниво на непце, импланти до ниво на коска, значи така, едноделни, дводелни импланти, значи тоа е сепак избор на самиот клиничар со кој систем ќе работи, како ќе работи и нормално во кој случај, кој метод ќе го примени. Така, тоа претпоставувам дека се одредува по она земена анамнеза, што би одговарало најмногу. Зборувавме за конкретно за коронките во некои од претходните емисии, зборувавме за оние од цирконија, например, што се изработуваат. Видете, повторно, самиот тек на терапијата секаде е како златен стандард. Клинички преглед, параклинички методи, дополнителни нели диагностички методи, значи тој златен стандард за почеток во секој домен од стоматологијата се запазува. Внес на пациент, екстраорален клинички преглед, интраорален клинички преглед и помошни диагностички методи, каде што нели ја спомнавме и рентген снимките и потоа веќе се пренасочуваме кон вградувањето на имплантите, односно кон самата процедура. Значи, тоа е еден протокол на работа кај што мора да се запази нели пред ние да пристапиме со терапија, мораме да имаме соодветни анализи, соодветни мерења, соодветен план за таа терапија како ќе се одвива. Мада во имплантологијата не секогаш се движиме и по планот како што сме го направиле пред терапијата, многу често се случува во текот на самата интервенција се менува планот, значи се модифицира нели според потребата, нели тоа што ни го налага случајот што треба да се сработи. Така. Сега, една работа што заборавив јас да ја напоменам во самата најава, во дигитална стоматологија ние се трудиме
целиот подкаст да биде практично една континуирана сторија. Значи да биде од до. Што точно се случува, кои се сите тие чекори, кои се тие стапки. Еве како што кажавте и вие, нели прво треба да биде изработен оној план кој што ние го дискутиравме во претходните епизоди. И сега следниот чекор е што се случува, нели, кога веќе треба да се постави имплантот. Ајде да почнеме со тоа како прво се подготвува пациентот за Така, имплант. значи како што спомнавме, прво најбитно е да се земе анамнеза, преглед да се направи клинички, да се направат соодветни рентгенолошки анализи. Нормално кога станува збор за имплантологија, значи тоа е во минатото да се работи со 2D снимки, користиме 3D снимки заради тоа што покрај тоа што ќе видиме ние висината и ширината на самиот алвеоларен гребен кај што треба да се постави имплантот, многу е битно да се види длабочината, односно да знаеме со кој диаметар на имплант можеме да пристапиме во тој случај. Да, и во однос на тоа, нели, кога колегата Мартин напомена дека постојат различни типови на импланти, самите импланти сами по себе се разликуваат во однос на својата должина и диаметар. Всушност, ние со направената претходно направената 3D снимка, каде што можеме да ја утврдиме висината, ширината и длабочината на алвеоларниот гребен, ја одредуваме точната димензија на имплантот кој што ќе се вгради во алвеоларниот гребен. Да, исто така, многу е битно да се подготви да му се објасни на пациентот како изгледа таа терапија, што да очекува, што да не очекува. Исто треба да им се напомене на пациентите да знаат уште пред терапијата дека по поставувањето на имплантите следи период на остеоинтеграција, односно период каде што ние мораме да го оставиме имплантот да зарасне, да срасне со коската, пред да можеме да го оптеретиме со жвакалните сили, односно да ставиме коронка, супраструктура врз него. Нормално има одредени ситуации, многу зависи од случај до случај. Има одредени ситуации каде што овој период на осеинтеграција не треба да се чека, односно имаме голема примарна стабилност кога ние го штрафиме имплантот во коската. Силата на внесување, на заштрафување на имплантот ја мериме во нјутни. И ако, например, имплантот задоволи одредена примарна стабилност, висока примарна стабилност, може и пократок период да помине додека се оптерети, дури некогаш има имедијатно оптеретување, односно во самата интервенција кога се поставува имплантот и се оптеретува со супраструктура. Да не, значи се изоставува тој, односно да се скратува тој период на остеоинтеграција, се забележува дека постои примерна стабилност и веднаш имплантот може да се оптерети. Така, значи може да се користи. Вака лаички кажано, сакам да кажам сега. Добро. Практично кажано, да, пошто нели претходно кога чекаме ние тој период на осеинтеграција, нели местото регијата пак е без заба, пошто имплантот е внатре во коската, така да нема функција на джвакање или да надокнади естетика. Сега има многу различни случаи. Затоа е многу широка гранка, имаме многу методи на работа во зависност, нели, кај секој е различно, каква коска имаме, каков имплант ќе употребиме, која регија, дали е во естетската зона што нели се гледа директно на смевката на пациентот, дали е во бочна регија. Значи од тука зависат и различните дизајни и намена на тие импланти. Добро, сега има, колку што знам, мануелно и дигитално водено имплантирање. Може ли да ги објасниме разликите? Па вака, дигитализацијата во имплантологијата посекако застапена, со самото тоа што еден имплантолошки третман не може да започне без 3D CBCT снимка. Барем во денешно време не самиот доктор се отежнува работата доколку нема целосна евиденција на регијата каде што треба да работи. Значи тука имаме и структури како мандибуларен канал каде што поминуваат
големи анатомски структури, нерви, крвни садови, максиларниот синус во горната вилица, Кој значи што не треба да се дозволи да се да се повредат. повредат во ниеден случај. А тоа ќе го знаеме и можеме да го видиме само детално со 3D снимка, односно да може точно да ги лоцираме каде се овие анатомски структури за да избегнеме нивна травма или повреда при работата. Евентуално оштетување, нели? Да. Так, да. Добро. Сега подготовката на хируршко работно поле. Ова чинам дека е поврзано со она што го зборуваме неколку пати досега, го имаме споменато во претходните епизоди за она за инфекцијска контрола. Имаме зборувано и планираме за тоа уште еднаш, потенцирам дека планираме да посветиме цела една епизода, каде што ќе се опфатат сите оние делови кои што од невидено значење, пред се за пациентите, нели, потоа и за стоматолозите. Како се подготвува ова на хируршко поле? Како Не само хируршко поле, туку и целокупната хируршка работна маса, значи целокупниот оперативен блок кога се поставуваат имплантите, тој целиот подлежи од простор до столица, до оперативната маса, до инструменти, значи сите овие компоненти се подготвуваат предходно пред да се пристапи кон хируршката интервенција. Значи не само оперативното поле, пациентот. Така, значи многу е битно да се користат стерилни хируршки компреси кои се за еднократна употреба. Со нив, значи тоа се најпросто кажано како чаршаф, кои за престилки кои се за една употреба и се стерилни. Со нив се покриваат сите работни површини, преку пациентот исто се покрива со стерилна компреса, сите насадни инструменти што ги користиме, машини едно друго, сите тие се покриени со стерилни навлаки, односно све што е во контакт со пациентот мора да биде стерилно и запазено. Пример, во минатото се користеле ткаенини за истата оваа намена, кои што се переле, па после тоа се стерилизира, меѓутоа не се соодветни, односно не ни нудат чисто работно поле, со самото тоа што преку ткаенините има микропростори кои дозволуваат разменување на частичките од едната кон другата страна. Со овие стерилни компреси што ги користиме за еднократна употреба, значи кај нив кога еднаш ќе покриеме нешто, нема размена на частички од едната до другата страна. Што значи патот на патување на бактерии, на било какви частички е лимитиран. Не може да се оствари. Не може да. Едноставно правиме изолација. Така. Што се однесува до тоа колку време е потребно, веќе го споменавме претходно го споменавте дека нели потребно е време да се направи остеоинтеграција го нарековте, нели, тоа е односно враснување во коската на самиот имплант и колку време е потребно за целосно вградување, нели, на самите импланти. Па зависи, нели, каков е случајот, со каква патологија бил пред терапијата, дали работиме во здрава коска, дали работиме имедијатно после екстракција, веднаш да го ставиме имплантот. Значи, влијаат многу фактори. Меѓутоа, грубо кажано, околу 3 месеци се чека за нели пред да се оптерети имплантот. Меѓутоа има случаи каде што тој период е пократок или некогаш и кога тој период е подолг. Многу зависи од самиот случај каков е со кој што работиме. Меѓутоа, барем неколку месеци, 2 до 3 месеци треба да се остави период за да може самите ткива да се реорганизираат, да се интегрираат и да може самата ние што ја правиме траума на некој начин при самата работа, да може сето тоа да зарасне и да заздрави. Така, потребно е време. Да, нормално. Сепак зборуваме за организам кој што му треба време. Тоа е исто како и било која друга коска во нашето тело. Значи ние кога имаме фрактура на некоја коска, нели ја мобилизираат да не може да мрда и се чека одредено време во зависност од големината на фрактурата за таа
таа рана да зарасне, да може да се спои практично да кажеме коската. Истото се случува и со виличните коски. Значи ние правиме контролирана траума, и после тоа оставаме период да таа траума зарасне и да може нели коската да се спои убаво да срасне околу имплантот. Так, уште едно прашање што би сакал тука да го поставам од овој аспект. Какви услови се потребни за пациентот да може да подлежи на оваа процедура? Сакам да кажам од аспект на затоа што во претходните епизоди нели зборувавме дека во некои нели аспекти е потребно зависи од генетиката на пациентот, од дали тоа има некои активни процеси, така натаму. Тоа заболувањата кои што се соочува пациентот. Ете така. Така, нормално си има, значи за секој имплантолошки третман си има индикации, контраиндикации и контраиндикации кои се променливи, односно кои може да се променат со текот на времето. Сега. Односно апсолутни контраиндикации и И релативни. релативни, така. Сега. Контраиндикации зборам од системски контраиндикации, би можело да бидат нели се смета дека дијабетесот, покачен крвен притисок, некои други системски заболувања како на пример терапија од со зрачење, хемотерапија, меѓутоа сите тие фактори придонесуваат можеби за недоволно како да кажам Не влијаат толку многу на временскиот распон, мислите? Не, влијаат на самиот квалитет на имплантната терапија. Например, кога имаме ние дијабетес, пациентите имаат проблем со тоа што најпериферните, најмалите крвни садови се склеротични, односно изумираат, буквално ги снемува. Сега, ако ние околу имплантот или во средината кај што работиме, ако немаме крвно снабдување, ако нема крв, едноставно не може ни таа осеинтеграција да се случи, не може имплантот да срасне убаво, не може да зарасне раната и ние можеби ќе имаме да кажеме ќе го поставиме имплантот, ќе поставиме коронка, меѓутоа долготрајноста на таа терапија нема да биде исто како кај здрава индивидуа, здрава коска или здрава средина. Аха, така. Значи би можело, ама нема да биде успешно како што би било кај... Да, тоа Би било успешно, меѓутоа временскиот интервал со кој што имплантот беспрекорно би се задржал во устната празнина, нема да е ист како кога ќе се постави кај здрав пациент. Значи, терапијата ќе биде успешна, се ќе биде успешно, меѓутоа времето кое што имплантот ќе биде поставен во самата коска и ќе може да се оптеретува, ќе биде скратено. Така. Да. Освен ако не зборуваме за апсолутни контраиндикации кога едноставно не може ни да пристапиме со ваква терапија. Така. Во однос на ова сега баш да се надоврзам, чисто како прашање, нормално е сум лаик во ова поле, меѓутоа ме интересира дали имплантот, значи има да речеме некаков си рок на траење. Вие кажавте страснување со коската, меѓутоа дали има случај кога би требало да се реагира, да се постави нов и така натаму? Вака, значи имплантот како имплант, материјалот од кој што е направен имплантот, нема ограничување во однос на времетраењето. Сега, колку ќе трае имплантната терапија, односно колку тој имплант ќе може да носи супраструктура врз него, зависи од многу фактори. Почнувајќи од самото позиционирање на имплантот, самото менаџирање на ткивата околу имплантот и самиот дизајн на супраструктурата на коронката и поставување нели на одредени анатомски структури зависат од тоа колку тој имплант колку долго време ќе може да го поднесе тој стрес од жвакопритисокот и да го пренесува нели на... Па тоа сакав да го прашам. Меѓутоа и од самиот квалитет на живот на пациентот исто зависи. Да, многу битни се и навиките на пациентот, значи како ја одржува таа средина и нели колку редовно доаѓа на контроли и да... Така, тоа сакав да го прецизирам тоа затоа што зборувавме конкретно за самата коронка,
дека доколку нели биде поставена и доколку пациентот не одржува орална хигиена како што треба да одржува, дека таа секако нели се намалува некој си распон на користење и мора да се смени. Затоа прашав конкретно за самиот имплант, бидејќи тоа не ми беше јасно, чисто само да прецизирам зошто го поставив прашањето. Така, имплантот како имплант, ние ако го оставиме само така во коска, он, да кажеме, цел живот ќе трае. Значи нема да има никогаш проблем, без разлика и како и да е позициониран каде, освен нели во некои витални анатомски структури, ако не направиме ние оштетување на нешто друго во околината. Иначе имплантот ќе си седи, нема проблем никаков. Биокомпатибилен е, титаниумски материјал. Тоа сакам да прашам, материјалот е значи титаниум. Да, титаниумски материјал и он нема проблем. Меѓутоа проблемите доаѓаат кога ќе се оптерети тој имплант со супраструктура, кога постојано ќе има притисок врз него, ќе се џвака, ќе се оптеретува, тука почињаат проблемите и зависи од тоа колку време ќе трае имплантот. Иначе имплантот како имплант само во коската ставен, он нема проблем. Да. Според вашето искуство, кои се најчести проблеми? Со кои најчести проблеми се соочувате во однос на на време траењето на имплантот на се извинувам само да го надополнам прашањето, затоа што зборувавме меѓу другото и во некои од претходните епизоди, ги опфативме и нели она дека различно самите коронки, функцијата на самите коронки е различна, дека некои се за функционалност, тие што се понапред се од естетски карактер и така натаму. Така. Се извинувам. Значи, ние кога правиме реставрирање на, да кажеме, на одредена беззаба регија, мораме да ги запазиме двата моменти. Значи, мора да имаме и естетски исход, меѓутоа и функционален исход. Најчесто компликациите се, значи, естетскиот исход е, нели, да кажеме, повлекување на непцето, на гингивата, оголување на имплантот. Од функционални причини е, значи, веќе имплантот не е стабилен во коската, инфекцијата од устната, од преку протетската супраструктура се симиња надоле во коската и веќе таа освен интеграција каде што имплантот се споил со коската, таа врска не постои и имплантот едноставно отпаѓа. Најчести причини што доведуваат до вакви состојби се недоволна грижа, недоволни контроли, недоволно чистење, недоволно одржување орална хигиена. Исто така и многу често во пракса се гледа несоодветни протетски супраструктури, несоодветни коронки направени, кои што прашање на време кога ќе доведат до отпаѓање на имплантот. Значи ние мораме да имитираме колку што можеме повеќе природната околина на забите, со нели зимајќи ги во предвид и меките ткива и тврдите околни ткива, значи сето тоа да биде во една целина, значи да нема одстапувања, например, најчесто грешки се со мекото ткиво, кога нема доволно меко ткиво, нели, па се повлекува тоа ткиво, а мекото ткиво ни е единствена бариера за ние да не ни стигнат бактериите, инфекција да се створи во коската внатре, кај што би требало да биде коренот на забот. Така. Значи, уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам на учеството во овој подкаст. Сакам и само да најавам, за сите да знаат. Ова е конкретно епизода поделена на две. Значи, зборуваме за дигитално водена имплантологија. Пробуваме да покриеме повеќе полиња, бидејќи е поголема, нели, темата е поголема, поинтересна, има повеќе работи што треба да се опфатат, да не ги опфатиме сите наеднаш, туку малку да го сегментираме ова за самите гледачи, за да може да биде да можат повеќе да се фокусираат, нели? Така. Ви благодарам уште еднаш што бевте гости во овој подкаст, доктор Деспина Величковска, доктор Мартин Крмзов. Благодарам вас. Уште еднаш. Со вас се гледаме во следната емисија, значи за 2 седмици од сега, а со вас, доктор Деспина, се гледаме понатаму. Се гледам. Голема благодарност и до вас што бевте со дигитална стоматологија. Како што кажав, се гледаме повторно за 2 недели.